целта на СЕО не е ниту правна разрешница, ниту разоткривање на висината, туку уништување на ВМРО ДПМН како партија, како политички опонент на нивната партија, на СДСМ, на партијата на СЕО. Обид да се разбие ВМРО ДПМН, за да може СДСМ слободно во иднина да ги спроведува политиките за кои што се овраза очигледно пред своите партнери и пред оние кои што ја поддржуваат. Ако тоа не се успее, тогаш втората цел е барем да се искомпрометира раководството, начело со мене, како претседател на партијата, да не представа дека сме правеле некои незаконски работи, дека сме се обиделе да направиме нешто што е надвор од законите. Сето ова е неточно. ВМРО ДПМН е целокупното свое работење досега го заснова на закон. Се што е сработено е направено согласно закон и целото финансирање на партијата е согласно закон и е идентично на финансирањето на СДСМ, на ДУИ, на ДПА, на БЕСА и на сите други политички партии. Свесно, намерно, пропуштија да кажат, а тоа е главното, тоа е клучното, дека овие два автопати се направени со специјален закон, со посебен закон донесен од парламентот на Република Македонија. Изгласан не само од пратениците на ВМРО ДПМН, туку и од пратениците на ДУИ и од присутните пратеници на СДСМ, зашто има листинг во собранието и што може веднаш да се види и да се докаже. Така што се останато инсинуација, дека не биле вакви процедурите, онакви били и така натаму, само обид да се отсрани раководството на ВМРО ДПМН во пресред на она што следува, во пресред на работите што Заев ги подготвува сега во преговарањето на коалицијата и врските што ги има преземено. Социјалдемократскиот сојуз доби наследство од штабови, објекти заради своето политичко действување од поранешната комунистичка партија на Македонија. Тоа се пари на народот, затоа што тогаш постоеше една партија и луѓето уплаќаа во таа партија. Од тие пари се изградени тие објекти кои што ги наследи СДСМ. ВМРО ДПМН немаше безмалку ниту еден објект. Се ни беше или под кирија, или нешто слично и немавме можност да работиме нормално. Она што го направивме после 25 години работење беше со поддршка на членството на партијата, со чланарини и донации, кои што денеска некој срамно се обидува да ги нарече перење пари. Да ги оцрни нашите членови дека тие переле пари, а не давале донации и чланарини за партијата, со цел партијата да си направи основна инфраструктура за работа. Исто така слуштав и лаги и невистини дека сме купувале ниви и не знам какви други земјишта. Тоа е исто така неточно. Всушност, она што сме го направиле во некои рурални места, како Чешиново, Облешево, например, купена е куќа за штаб, бидејќи тоа се рурални места. Не може да купиш дуќан во зграда или нешто слично. Купена е некоја помала куќа која што има поголем двор. Така се продава. Куќата со дворот заедно се продава. Тој двор ни го рачунаа за некаква нива. Така што се работи за куп манипулации, такви има уште едно или две случаи во рурални места, куп манипулации и невистини. Исто така слушна во пресконференцијата и некакво објаснување околу централниот штаб во Скопје, дека ни било нешто донирано, некакви средства или нешто слично кое што целосно не го разбрав. Она што можам да ви го кажам е дека клучното што е за овој случај повторно го премолча. Свесно, знаат се, ги имаат добиено од нас сите документи. А клучното е дека партијата поседуваше земјиште во строгиот центар на главниот град, на Скопје, кое што земјиште го остапивме преку преходна јавна понуда на компанија, која што во поголем дел, од прилика зборам, 2/3 или не знам точно колку, веќе гради свој објект, хотел, додека на сметка на тоа ни преостапи квадрати за нашиот штаб, за централниот штаб на ВМРО ДПМН, и плюс доплата за квадратите за оној дел за кој што не ни остапија простор. Така што тука е работата целосно чиста, целосно јасна и тие тоа го знаат.